Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи во наредните 50 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Еве што ќе може да погледнете во наредните 50 минути. Дали недобивањето датум за преговори со Европската унија значи силна политичка порака и силна политичка шлаканица за Али Ахмети и Теута Арифи и такво вреднување на нивната улога и политика во рамки на македонската влада? Дали Македонија се движи кон предвремени парламентарни избори? Дали писмото на Светската банка, дали одговорот на Светската банка и дали тие анкети на ИРИ значат одредена политичка порака која американците испраќаат до лидерите на СДСМ? Дали Али Ахмети и Никола Груевски полека ги движат своите политички партии да функционираат во една иста владина коалиција, како што во една иста држава функционираат кипарските грци и кипарските турци? Како во СДСМ треба да ги сватат пораките кои беа испратени со тие анкети на ИРИ за рейтингот на политичките партии и тој одговор на писмото на Светската банка, за тоа разговараме со потпредседателот Зоран Јовановски. Господин Јовановски, ваша беше идејата да испратите писмо до Светската банка? Тоа е партиска работа, мислам. Била дека Зоран Јовановски стоел за таа идеја да се испрати писмо до Светската банка. Тоа е партиско писмо, подпишано од председателот на партијата, а внатре како што тоа е чисто партиска. Многу ви требаше да го убедите председателот или одма ви прифати да испратите едно писмо до Светска банка? Па видете се, пак ќе ви кажам, значи тоа е партиска работа. Кој ќе се донесе одредена одлука, таа се реализира и писмото е реализација на таа одлука. Сваќате каков шахмат ви даде Светската банка со одговорот на тоа писмо? Апсолутно никаков шахмат не ни даде Светска банка. Ја мислам дека мајката на Никола Груевски, мама Наде, толку не беа фалила политиката економска на Груевски, во споредба со писмото што го испрати Светска банка. Ако тоа не е шахмат, тоа значи јас и вие играме различна партија на шах. Вака сега, вие зборувате за реакцијата на локалната канцеларија на Светска банка, која што е објавена во медиумите пред писмото воопшто да биде испратено од СДСМ во Вашингтон. Јас говорам за ова. Активната поддршка на Светската банка на реформската агенда на Република Македонија последните години придонесе за постигање важен напредок, што се отсликува во водечката позиција на Република Македонија во рангирањето на Doing Business. Тој е одговорот на Светска банка. Значи ние вака сега можеме да разговараме за писмото до Светска банка, можеме да разговараме за дали е тоа поента која вас ве прави многу неспокоен, која би бил на ваше место после ваква една поента на Светска банка бил многу неспокоен. Апсолутно СДСМ нема никаква причина да биде неспокоен. Граѓаните на Република Македонија имаат многу причини да бидат неспокојни. И вие велите вака. Зошто? Само да ви кажам. Што беше целта на писмото? Бидејќи во парламентот има иницијатива, односно предлог закон за ново задолжување на Република Македонија. СДСМ има сериозен став по тоа прашање. Бидејќи станува збор за инструмент на Светска банка, СДСМ смета дека е прудентно, одговорно, честно, да биде известена Светска банка зошто СДСМ има таков став кон конкретниот инструмент од Светска банка. Кон конкретното задолжување. Дозволете. Бидејќи СДСМ, така и почнува писмото, има голем респект кон Светска банка како институција која што и помогнала на Македонија во изминатите 20 години. Добро, се нема потреба да прескажете писмото. Значи вие велите вака. СДС има голем респект кон Светска банка. Во одговорот на Светска банка, Светска банка вели ние имаме голем респект за политиката економска на ова влада. И вие правите уште една грешка. Очекувате да велите ова не е одговор од Светска банка во Вашингтон, ова е одговор од канцеларијата на Светска банка во Скопје. Така никако можам да го дефинирам вашиот одговор. Па не, тоа беше, еве го. Соопштението на канцеларијата на Светска банка во Скопје не е одговор на нашето писмо. И велите вака, соопштението на регионалната канцеларија на Светската банка во Македонија не е и не може да биде одговор на писмото затоа што ова соопштение е објавено уште пред нашето писмо воопшто да биде пратено во Вашингтон. Значи вие точно јас тоа ви го кажав. Значи вие изразувате сомнеш дека писмото е стигнато до Вашингтон. Не изразуваме ние сомнеш. Ние во моментот кога го пишуваме тоа, ние знаеме дека писмото уште не е испратено, нема тука сомнеш. Сомнеш ако вие сте го испратиле па не знаете дали стигнало. Значи вие сметате дека Светска банка во Вашингтон не ви одговара, тука ви одговара некоја локална филијала на Светска банка во Македонија? Не. Туку она што локалната канцеларија на Светска банка го има испратено до медиумите во Македонија.
така стои во тоа, дека тоа е одговор на написите во медиумите во врска со поддршката на Светска банка и конкретниот кредит до владата. Дозволете. Значи, не, дозволете. Вие сега личите, вие сега личите на ВМРО ДПМН. Кој се извинувам, кој вака реагираше на настапите на Фуере и велеше вака: Ерван Фуере не е спроведува политиката на Европската унија и Европската комисија во Брисел, туку си води своја лична кампања. Значи ова што вие го кажувате сега за Светска банка личи баш на тоа. Имате Светска банка во Вашингтон не реагира, реагираат некои локални функционира на Светска банка. Како не? Па тоа е во соопштението, во писмото. Прочитате го уште еднаш соопштението и ќе видите. Го читав 15 пати, точно се гледа. Таму пишува: не може да биде одговор на писмото на СДСМ, бидејќи во тој момент кога тоа е испратено до медиумите, писмото на СДСМ не е испратено во Вашингтон. Како ви одговарате на писмо кое што во тој момент уште не сте го добиле? Значи, тоа е поентата. А тоа што локалната канцеларија испраќа соопштение до медиумите, значи тоа независно кој го праќа тоа. Не е поентата дали сваќате ли вие не разбирате погрешна дека како не разбирам. Велите вака не се извинувам, мислам. Вие не разбирате дека не е работата дали одговорот е од канцеларијата на Светска банка или од Вашингтон. Тоа не е муабетот. Муабетот е дека не можете да говорите на писмо пред да го добиете. Знаете како викаат американците? Кога ќе влезете у кал, у блато, немојте да додавате газ. Бејќи колку додавате газ и притискате на педалата за газ, толку калта во лице ви се враќа. Нам воопшто не. Кога ќе ја кикснавте работата со Светска банка? Барем бидете доволно предпазливи, внимателни, речете да, се извинуваме и утнав. Можеби сме управо, но светот не функционира така дека секогаш победуваат тие што се управо, туку победуваат тие што имаат поголем коалиционен потенцијал и ги придобиваат луѓето на своја страна. Можеби владата на Никола Груевски е многу поумешна од Зоран Ивановски да ја придобие Светска банка на своја страна. Тоа што вие треба да се загрижите е тоа дека Светска банка дава една таква бланко поддршка на политиката на владата. Вака сега. Ние во писмото ја изразуваме нашата загриженост околу опасноста што се вика неконтролирано задолжување на Република Македонија без притоа да има јасно утврдена намена за користењето на средства. Светската банка вели тоа е една умерена политика. Не, дозволете. Така вели. Дозволете. Ние се придружуваме во нашето писмо на веќе искажаната загриженост од страна, на пример, на Европската комисија. Европската комисија, дозволете. Видите што вели? Незините солидни макроекономски постигнувања и проактивни политики. Значи така пишуваше и ММФ пред 3 години, кој овозможија Република Македонија да привлече производни странски директни инвестиции. Тоа го пиша Светската банка. Во последниот извештај на ММФ веќе се спомнува, вика, постојат зборувања меѓу бизнисмените дека долгот на државата кон фирмите изгледа ќе да е поголем. И сега и Светска банка ве мрзи. Не нас. И сега и Светска банка ве мрзи, па дава вакви изјави. Не, вие повеќе окажувате Светска банка се спротивставува на ММФ. Не, Светска банка само дава одговор на вашето писмо. Дозволете. Јас не правам ништо друго. Само цитирам делови од писмото на Светска банка кој беше доставено до медиумите. Вака сега. Второ прашање кој сакам исто да ви го поставам. Не, ама дозволете, мора да се вратиме. Мора да се вратиме. Мора да се вратиме. Ајде вратете се ако толку вие. Што е целта на писмото? Писмото е сигнал за рано економско предупредување за неодржливоста на патот во кој што е тргната Република Македонија. Се придружуваме на загриженоста на Европската комисија, која што вели државата не исполнува својата законска обврска да ја ажурира фискалната стратегија и да им каже на граѓаните колку Македонија должи. Например, еве ние зошто го бараме тоа? 2015 колку ќе врати Македонија, треба да плати кон странство долг, не знаеме. Зошто не знаеме? Владата не го ажурира тоа што треба да го направи. Тоа е една работа, втора работа. Се придружуваме на загриженоста на Меѓународниот монетарен фонд, веќе искажани во нивни документи официјални, кои што ги има, можете да ги прочитате. Исто така да ви ги читам јас како што вие го читате ова. Добро, ние разговараме за Светска банка. Да кажам, ја ви цитирам што пиша Светска банка. Апсолутно. Значи, апсолутно прудентно од наша страна. Светска банка има свој став. Ние сме подготвени нашиот став и јавно го искажуваме и јавно го браниме.
Времето ќе покаже. Господин Иванов, Јас само ќе ви кажам една работа. 4 години, Да имаше ама политичка 4 партија во Грција. 4 години Пред 10 години. држите Да реагира пред 10 години политичка партија Немаше или случај пред Грција, 7 добро. години и да го извади проблемот на површина. Немаше да има банкрот. Грција немаше Добро. да стигне таму кај што е денес. Се вие Ние не можеме да ја спречувате- оставиме се вие спречувате работата. Македонија да не банкротира. Значи вака сега. Господин Ивановски. Како се стига во банкрот? Господин Ивановски, сад дозволите. Не дозволите. Кажете, Како се имавте, стига во им банкрот? напишавте долго писмо, ќе се ставите на сајтот и ќе се го прочитат луѓето. Да. Значи, 4 години држите пресконференции. Само што не банкротирала. Не е точно. Ма како не? Не е Еве, точно. еве ќе банкротира. Не е точно. Не го кажува долгот. Долгот е волку, волку ќе врати и така натаму. Значи 4 години. Па се утепавте на пресконференција. Освен што ја менјате оделате кошулите, значи исти ви се пресконференциите 4 години. Само што не се распаднала економската политика на владата и гледаме дека не се распаѓа економската политика на Ова е владата. паушална оценка и Како не е паушална? точна. Еве што вика Светската банка. Не, Дека не, покажува важен напредок. вие зборувате за нашите Тоа реакции. тоа се пресконференциите. Не, вака Втора- се. втора работа. Значи, ако Не, се сакате, извинувам. ако Значи, сакате, секогаш- ќе ги изјавиме секогаш- пресконференциите. Што ќе бареме уште И во емисијата. сега, Ако бидејќи ги спомнавте пресконференциите. Ако веќе партијата веќе дозволете. вие држите досадни Бидејќи- пресконференции, бидејќи- нема во моја емисија вака држите сега, досадни пресконференции. Бидејќи рековте пресконференции. Да. На 6 март 2010 година. Што се Гордан Георгиев ќе се Пре- цитирате ма не, во не, собрание. пред 2,5 Тој се години. и тој се цитираше во Пред 2,5 собрание, години кога е е Габриел поставено- Гарсија Маркес дозволете, и вие сака се дозволете, цитирате. Поставено е прашањето пред 2,5 години. Колку државата им должи на фирмите, има ли таков долг и како мисли да го реши? 2,5 години треба на државата да го признае тоа. Господин Ивановски. Сега, ќе видиме и ова и за ова ќе треба време за да се признае. Ама 10 Кажете ми вие, зошто државата не сака да 10 каже колку од 2015 ќе треба да платиме кон страна? 10 минути изгубивте во објаснување за да може да покриете еден елементарен факт, дека под притисок на Зоран Јовановски партијата испратила писмо до Светска банка. Тоа е веројатно класичен политички карамбол и после тоа писмо во јавноста во Република Македонија се сваќа дека Светската банка ја поддржува владата на Република Македонија. И тоа е политички гаф. Може би вие сте најмногу економски во право, меѓутоа направивте сериозен политички гаф и лоша политичка проценка. Имам чекор понатаму. Секогаш важи правилото дека ММФ стои. Вие изведовте заклучок врз основа на предпоставка која што ви е погрешна. Па некој не би го бранеле во писмо ако Значи, вие не сте вака, го напишале. Не, вака сега. Па вие го браните Значи, писмо вие- ко родено дете. Значи вака сега, вие изведовте заклучок врз основа на погрешна предпоставка. Вие рековте притисок. Таа ви е предпоставка која што вие не ви е со ништо поддржана и ви е погрешна. Вие сте автор на писмото? Не, вие нема дали сте ви погрешна. автор на писмото? Вие погрешна проценка. Ама не ја прашам директно. Не, јас ви кажам- Еве и да јас ви претпоставиме кажам, дека јас сум значи, сгрешил све. како Директно можете- ве прашам. како Дали вие можете сте вие автор да на очекувате- идејата Како да се можете испрати вие писмо да до ме Светска прашате банка? за писмо што е потпишано од претседателот на партијата кој е автор на писмото? Како мислите дека можете да ме прашате такво прашање? Па ја мислам дека председателот на партијата, освен ако вие не сте му сугерирале таков гаф, сигурно не би направил. Моја логичка проценка, Па кога го вака читам сега, писмото, вие ако го- можете да ако го логицирате. Ако го читам одговорот на Светска банка, Добре. викам, Боже, на кој му текна да напише вакво писмо за да добие вакво газење од Светска банка? Времето ќе покаже. Вакво газење. Времето ќе покаже. Ама Зошто вашето- мислите вие? Ама вашето време у март на избори, господин Јовановски. Да ви кажам. Ама вие не сте политички или економски аналитичар па да чекате Не, после 20 години. не, јас вака да ви Вие сте кажам. подпредседател, мене ми вие е сте совеста подпредседател да ви на кажам. политичка партија Јас не кој се има открито- амбиција да биде премиер на македонска влада. Само да ви кажам. Ајде кажете уште еднаш. Мене ми е совеста чиста. Јас за се што е во писмото и општо за темите за кои што јас барам да имаме дебата. 3,5 години јас барам министерот за финансии и вице-премиерот да излезе да разговараме за проблемите. 3,5 години дебата нема. Јас се што е напишано во писмото и се што кажувам, јас би го кажал таман да не сум во политика. Па тука е проблем. Дали разбирате? Ма тука е проблем. Не, дали разбирате ама тука е дека проблем. има работи кои што кој ќе не удрат. Сега во Грција е таман е се едно во Грција сега, Ивановски. кој е опозиција, кој е власт. Ама знаете- Граѓаните во Грција се до толку проблем сега, Знаете што таман им е се едно политички кој што е како ама вие го е. кажете- Ние мора да го запреме ова за доброто на сите граѓани во Република Ама вие го Македонија. кажавте клучниот проблем. Вие тоа би го збореле кога не би били у политика и би били економски аналитичар. Во секоја варијанта, и бидејќи е вистина. И тоа ќе ви личи, но вие сте подпредседател на опозициона партија. Апсолутно. И што мислите дека треба да знаете, попитам, треба да калкулирам? На крајот на денот, секој нормален вака резонира. Перманентно изминатите 50 години, претежно Франција го даваше првиот човек на ММФ.
И секогаш ваеше дека француското влијание во МФ е доминантно. А дека на чело на Светска банка секогаш доаѓаше човек или од Америка, или човек кој го поддржува Америка. Од Австралија. И кога таа Светска банка дава таква поддршка на владата на Република Македонија, и посебно ММФ и Светска банка во два наврати пред избори им дава такви поволни кредити на владата Никола Груевски, тоа се сваќа како фрлање гума за спасување за оваа влада. И кога вие праќате писмо, вие сте морале да антиципирате дека можниот одговор на Светска банка може да биде ваков. Бидејќи вие не сте економски аналитичар. Вие сте подпредседател на најсилната политичка партија, лане ви извади на бината, значи потенцијален премиер на идната влада која ќе формира СДСМ. И е политички погрешно и политички промашено во таа Светска банка да праќате такво писмо на кое добивате таков жесток одговор. Ја мислам дека уште ви дзуни од ушите. Оној пакјао, помалку ќе изеде од Маркес во неделата во Лас Вегас, отколку вие во писмото на Светска банка. Тоа е ако ја следите класичната матрица политичка, дека треба да калкулирате. И јас во ниеден момент не калкулирам во мојот однос кон граѓаните. Мојата совест е чиста, јас сум апсолутно искрен, отворен, подготвен за било каква критика, меѓутоа е многу директен во ставовите што ги искажувам. Немам причина да бидам поинаков. Во тој контекст. Иста беше реакцијата. Вие се сеќавате на реакцијата за долгот на државата кон фирмите? Оперативен, дозволете, оперативен е податок. Член на синодот на МПЦ. Вие сте подпредседател на политичка партија која треба да освои власт. Значи, можеме да се вратиме назад. Ивановски. Дозволете. Што и беше кажано на владата минатиот декември кога излезе со проценка за растот од 4,5%? Дозволете, што и беше кажано на владата? Разликата рейтинг, како него разбирате? Дозволете. Ова, не заборавајте, овој премиер сега беше министер за финансии 2002 година. Кога тој излезе од кабинетот на министер за финансии, дупката во буџетот за таа година беше 5,6% од БДП. Знаете колку е 5,6% од БДП? Сите дефицити заедно во наредните 4 години на кога СДСМ ја предводеше владата на Република Македонија, за сите 4 години заедно дефицитите се 4 пати помали. Сите заедно се 4 пати помали од дефицитот што Груевски го остави само во 2002 кога излезе од кабинетот. Тоа покажува дека, сакам да кажам, Македонија веќе нема време за да го губи, повторно да ги пегла работите што некој ќе ги остави кога ќе си отиде. Дали ќе се препознаеме со граѓаните ова што го кажуваме? Тоа граѓаните знаат. Тоа тие ќе се одлучат тогаш кога ќе дое денот, тие ќе си гласаат на избори за тоа што мислат дека треба да гласаат. Мислам дека ви остави доволно простор. Задоволни сте од одговорот што го кажавте? Толку е тешка ситуацијата во Македонија економски? Јас мислам дека е многу тешка ситуацијата во Македонија. Пред 3 дена имаше анкета. 27-13 на анкета на ИРИ. Добро. Ако е толку тешка економската ситуација, а односот е повеќе од 2 спрема 1 во корист на ВМРО ДПМН, нешто сериозно промашувате, господин Јовановски. Или народот не ве прима, или народот не ве верува на тоа што говорите. Добро. И тогаш прашањето е покомплексно тоа што го Не знам колку е комплексно, но анкетите кои гледаме пишува 27 спрема 13. И тоа го рачунате како економска состојба во земјата? Јас го рачунам како неможност да објасните на пошироката јавност зашто се залагате, што ќе правите, да ве сметат поразлични од тие што се сега на власт и што е најопасно за вас. Не ве смета дека може да бидете поуспешни во водењето на државата од тоа што го прават тие денес. И каде ми чекор понатаму. Вашиот председател вели вака. Вака сега, мора се вратиме на тезата. Зборевте 5 минути. Ајде ќе се вратиме. Што покажува анкетата? 72% од граѓаните велат дека нивниот најголем проблем е нешто што е поврзано со живеачката. Невработеност, економски проблеми, сиромаштија и животен стандард. 72%. 51% на прашањето дали оваа влада има план како се справи со кризата, 51% велат нема. Толку за тоа дали е и на прашањето. И продолжите. Нема продолжите понатаму. Дали вие живеете денеска подобро економски од минатата анкета? Не. Не мора да значи дека поддршката за рейтингот, ваква или таква на една или друга партија,
е директно поврзана со економската состојба Немановски. и оценката. Знаете зошто? Знаете Што мислите вие? Зошто овие последниве Немановски. 2 месеци Ако овие не се зборува за економија, се зборува за кој знаме и кој арбол е поголем? Немановски. Зошто во парламентот се комисиите закочени? Последните 5 години се зборува за тоа. Кој знаме повисоко и кој арбил повеќе се вее. Но А не баш. ако се такви резултати, кај што меѓу 50 и 70% велат имат помали плати, потешко се живее, полоша економската ситуација, владата нема модел како да излезе од оваа економска криза, и ако е рейтингот 27-13, тоа говори две работи. Дека владата е неспособна, но за жал, граѓаните сметат дека опозицијата или луѓето кои водат, може би вие во делот на економската политика, се уште по-неспособни од тие што водат економската политика на владата. Времето ќе покаже. Ама и покажува колку веќе треба да покаже. Не, времето ќе покаже. Колку треба да покаже. Па видете сега, ако земете Ние така... ние не сме ко жилките од Галапагос по 350 години да живееме, па времето да покаже наредни 25 години. Луѓето чекаат резултати сега и веднаш. Кој што ми ги ветивте? Точно. Ние им ги ветивме. Ние не ветивме тоа што го вети Груевски. Груевски вети хидроцентрали, ги нема. Груевски вети автопатишта, ги нема. Колку е лесно за Груевски да зборите. А толку е тешко за вас дека сте неуспешни. Ајде кажете, ево за Груевски седите 13 минути зборите. Не е точно. Вие ме прашувате и јас ви одговарам. Имавме 2 програми за 3 години. 2 програми за 3 години. Од кој едната програма воопшто не е поврзана со било какви избори. Многу јасно социјалдемократски насочена и така натаму. И ја промовиравме толку колку што бевме во можност да ја промовираме. Дали можеше поинако се промовира и повеќе се промовира и на поразличен начин да се промовира, тоа е друго прашање. Веројатно и ние од собствените искуства излекуваме одредени поуки кои што од кои што учиме понатаму. Прашањето знаете што е? Тоа што еве го спомнувате Јовановски цело време. Тоа што Јовановски го кажал. Можеме да се вратиме назад. Колку што ги читате вие од Светска банка. Јас можам да ви дадам да прочитате кој кога што кажал и што се реализирало или не се реализирало. Пред година дена зборуваше министерот и владата дека во Македонија 4,5% ќе има економски раст годинава. Во декември лани да ви донесам пресконференција што еве јас сум ја држал бидејќи кон мене е упатено прашањето, па да видите. На 1 декември минатата година, дека ни 4,5% ќе има раст, ништо тоа нема да се случи. 37 мерки се предложени оваа година до владата. Знаете што е тешко да сватам? Дека после 3,5 години, како сте подпредседател на СДСМ, вие никако да сватите дека не сте економски аналитичар. Знаете, ова е некој финале сега на разговорот. Ако вашето отиде вели следното, ние го имаме нашиот Слободан Милошевиќ, тој е Никола Груевски. Ајде да видиме дали ќе го имаме нашиот ДОС, односно одредена структура која на избори или преку улица ќе го руши тој ДОС. И ако видиме какво е однесувањето на американците кон тој ДОС, или кон таа Србија, или кон тој Милошевиќ, значи они му прави економски санкции на Милошевиќ, овде Светска банка е фали владата Никола Груевски. Тие му го финансира отпор на Милошевиќ. Овде ИРИ, која важи за проамериканска агенција, прави анкети во корист на ВМРО ДПМН. Нешто очигледно дека не функционира во вашето функционирање и веројатно не можете да предизвикате таков интерес, таква поддршка која ќе ве донеси на власт. Може би вие да сте све во право. Вие сте може би како не убава девојка која е најубава гледајќи се пред огледало. Но проблемот е што кога излези надвор, никој не обрна внимание на неа. И тоа што треба да го направите да најдете начин како да допрете до јавност. Ето очигледно не го знаете и трпите пораз до пораз. Вака сега, кога велите вашето, мислите на мене или мислите на партијата? Претпоставам дека вие во име на партијата седнавте да разговарате сега. Да, Ако разговаравте по Зоран Јовановски, ќе разговараме во Комерцијална банка. Ја разговараме во седиштето на СДСМ. Во ред, бидејќи некои прашања одат со Јовановски, некои одат со партија, некои одат со... Прашањето за Јовановски беше дали вие бевте автор на писмото. Тоа беше лично, него другото се за партија разговарам. Во ред. Што вие, мислам, која ви е дилемата вам, всушност? Дали партијата може да се справи со ова со кое што се справува сега? Дали партијата има план што треба да направи? Дали странците помагаат, го помагале ДОС во Србија, па сега го помагаат Груевски тука и така натаму? Јас ќе ви кажам само следното. Многу едноставно. Не може на Македонија и на граѓаните на Македонија проблемите да им ги реши никој освен самите тие.
на денот на избори. Оно што можам да ви го кажам е дека на наредните парламентарни избори исходот на изборите нема да зависи од ВМРО-ДПМН. Исходот на изборите ќе зависи од СДСМ. Од тоа што СДСМ ќе направи или нема да направи од сега до изборите. А граѓаните ќе си одлучат. Силата е кај граѓаните. И тоа е многу поголема работа од што зборување за самото писмо, за делче од писмото, за која сакате мерка или кој сакате поситен сегмент. Останете со нас по рекламите, се враќаме за неколку минути, следува вториот дел на нашата вечерашна емисија. Страста за совршенство не донесе оному каде што се наоѓаме денес. Способноста да се остане на врвот е во нашата умешност на изнаоѓање на неквалитетниот пристап, кој би ги задоволил и непрефинетите вкусови и непробирливите барања. 75 години напредок и иновација, 75 години искуство и традиција, 75 години непрекинат диалог со животот, 75 години посветеност на нашите заложби за градење на подобра имиња за сите. Здравието пред се. Алкалоид Скопје. Размисли уште еднаш. Дали ја оставаш чешмата да тече цел ден? Нормално дека не. Тогаш исклучи ја греалката кога прозорците се отворени. Размисли и заштеди. години трговијата е нашиот занет. Дали Нино? Биги Нино! Роди го танзај! За секои 3 рати, една Toyota гратис. Вози Јарис, Аурис, Авенсис или RAV4 веднаш, а плати на 3 годишни рати, без гаранции, жиранти и камати. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца. И природен витамин С за возрастни. Затоа, за моите најблиски, јас одбрав Ацерола алкалоид. Таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Интересна е таа политичка феноменологија на ДУИ. Таа може да коалицира ко политичка партија без малку со сите на политичката сцена во Република Македонија. Може со СДСМ, може со ВМРО-ДПМН, може се договара со Мендух Тачи евентуално околу Гостиван, може со Руфи Османи, може со Имер Селмани. И веројатно во овој момент политичкиот потенцијал и коалициониот потенцијал на ДУИ е најголем на македонската политичка сцена. Некаде 85% од албанците се незадоволни, па дури до 90% од некои анкети се незадоволни од владењето на Никола Груевски. И едноставно само е прашање на техника како вие ќе им кажете дека во таа влада на Никола Груевски коалицира и Али Ахмети. И тој опозицијски потенцијал што постои кај албанците, што избликна на улиците на Скопје некаде во мај, јуни оваа година, воопшто не беше капитализирано од страна на опозицијските партии кај албанците. Не, апсолутно. Мислам дека албанската опозиција пред се прилично чудно, но се однесува прилично комотно во целава приказна околу што се случува. И изборите 2011, ако ги земете резултатите, ако сите опозициони партии ги ставите на купче гласовите на сите, тие беа многу повеќе од владеачката партија. И сега мислам дека македонските партии ја научија лекцијата од 2011. Албанските не научија. Албанските опозициони за жал не ја научија и тоа се плашам дека ќе ги кошта пораз на следните избори. Гледате, значи и Имер Селмани, збориме за 2011 година, и Руфи Османи, и Мендух Тачи, и Бардул Махмути, сите тие биле по најмала рака делови на председателството на ДПА.
И кога ќе соберете гласови на старите или новите структури и партии направени од ДП, и партијата ДУИ, ДП лани победи на изборите кај албанците. Да, па тоа велам, значи кај албанците опозицијата победи. Лошото беше што тие гласови беа разединети. И повторно се. И во мандати се не го донесо очекуваниот бројот на пратеници. Затоа велам, она што македонските опозициони партии го сватија како порака, кај албанската опозиција тоа не е случај. И мислам дека се уште имаме време до март, се уште има време тоа можеби да се исправи, меѓутоа тоа ќе зависи секако од лидерите на албанските опозициони партии, кои се надевам ќе бидат малку помалку суетни, а малку повеќе визионерски ќе гледат на работите. Ако ги погледнеме резултатите на изборите 2011 година, тоаш можеме да дојме заклучок дека ДП или партијата ДП за прв пат е победник на одредени политички избори во рамки на Република Македонија, бидејќи збирот на гласовите на Имер Селмани, на Руфи Османи и на Мендух Тачи или трите партии кои настанаа од ДП е многу поголем од резултатот на ДУИ. Гледате, Али Ахмети и Никола Груевски многу подобро ја разбират политичката математика. И може да соберат 1+1 еднакво на 2. Некојаш и 3, во зависност дали ќе гласат од ова 7 изборна единица во Бутел или нема да гласат, но генерално ја разбира таа политичка математика. И точно процени дека таа најавена македонско-албанска предизборна коалиција може да им прави одреден политички проблем. Бидејќи и ДУИ и ВМРО ДПМН ја научија лекцијата дека најдобро може да печелат кај својот електорат подгревајќи ги меѓуетничките тензии. И јас постојано велам дека тие меѓуетнички тензии се многу посензитивни и носат многу поголем рейтинг отколку прашањето за името, например, по рамки на македонскиот политички дел. И кога беше најавена таа предизборна македонска-албанска политичка коалиција, прво се случи Ступчане, па подосна редица на настани, законот за бранители, прославата на 100 години од албанската држава, овие типачки кои сега инцидентно се случуваат по скопските улици и така натаму. И де факто ДУИ, ВМРО ДПМН знае дека не може јавно да коалицираат во некоја предизборна коалиција. Меѓутоа, бидејќи тие не мора да расторат оваа предизборна коалиција на Бранко Црнковски и Мендух Тачи и успеа тоа да го направат. Апсолутно, пазете, одлуката за коалиција меѓу ДПА и СДСМ се случи негде во средина на јули, ако не се лажам сега точно, не се сеќа. А Ступчане ви се случи 2 недели покасно. Значи, практично тие владеачката партија успеа да издействува, можеби не директно, меѓутоа успеа да издействува да прв пат во историјата во Република Македонија на една предизборна коалиција помеѓу македонска опозициона партија, главната и албанската опозициона заеднички да ја растурат за, да речеме, или семето на раздорот да го внесат после само 2 или 3 месеци и за жал разочарувањето во тој дел мој лично е од аспект на како човек кој ги гледам пошироко малку работите, дека за жал опозицијата не успеа или не смогна сили да го надмине, условно кажано, овој спор што се случи внатре во опозицијата, се со цел за да им прати поинаква порака и на граѓаните и на владеачката структура, така да стана жртви на една добра спинувана манипулативна игра на власта, почнувајќи од Случане па се до ден денес. Во една предпоставена политичка ситуација, кога ќе дојде одредено зовривање на македонската политичка сцена после ова што се случи на последниот самит на Европската унија во Брисел и дали е можно да се влези во одредени предвремени парламентарни избори, хипотетско е прашањето, меѓутоа е многу легитимно. Кај ќе се најде Али Ахмети при една предпоставена политичка позиција дека сите политички субјекти од македонски и албански дел ќе бидат спротивставени на Никола Груевски. 2008 година 3 држави се фаворити на американците за брз влез во НАТО: Македонија, Грузија и Украина. 4 години подоцна во сите тие 3 држави во Украина се враќа на враз проруска влада, во Грузија е поразен американскиот фаворит, Македонија на некој начин веќе не е во тие агенди на американците како што беше 2008 година. Па ние, знаете, тоа е веќе ветвена приказна. Кај нас вие стоиме на место, одиме назад и тоа сите го знаат. Нашава јавност станува равнодушна на тоа. Владечката екипа која ја доведе земјава до овој безизлез расте на меѓуетнички тензии, го билда рейтингот со црна пропаганда и меѓуетнички тензии и македонците во главном
тоа го сметаат дека е нешто како судбина која не се менува. Тоа е трагедијата на политичката ситуација. Не толку настаните сите ги знаеме, статус квото го навикнавме, безперспективноста, ако добиеме сега, не дај Боже, негативен резултат, ние немаме веќе чекор натака. Ке добиеме некој јуни без везе како некаква утешна дата, која само ќе им даде алиби на властите да билдат, да не одат на избори во март со катастрофа, туку еве со надеж дека можеби јуни ќе го решат проблема. У принцип, нашата равнодушност и пропагање внатрешно е резултат од овој статус кво кој трае више 6-7 години и тоа е најзагрижувачката приказна. Ние имаме кавкијански процес внатре кој никого не го интересира веќе. Тоа е трагедијата од овој статус кво. Статус квото има импакт во внатрешно распаѓање. При тоа, што е најжалосно, партијата која тоа го предизвикува не трпи нормални последици од тој катастрофален расплет, туку се храни од ткивото на државата. Таа расте, државата пропаѓа. Како некој паразит, како некој карцином на ткиво кој расте на организмот, го јаде организмот македонската независна држава, а тоа обстојува. Не знам дали таа партија уопште мислам на ДПМН, да функционира во независна македонска држава. Дали таа се припрема на линија на своите корени да функционира како илегална организација во распадната или окупирана Македонија. Можеби само таков тип на работа она препознава како нормален за себе. Ја распадна државата, институциите ги стави во потполна зависност од партиската моќ на едно мало врховче внатре која нарекуваме технички фамилии. Хендикепот на албанската политичка сцена, што е главната битка, не се води кој ќе биде прв на албанските политички избори, туку таа битка се води кој да биде втор политички субјект во рамки на албанската политичка сцена. Мендух Тачи најголем дел од својата политичка енергија не ја троши на победување на Али Ахмети, туку на победување на секој кој може да му биде конкурент во таа втора лидерска позиција на рамки на албанската политичка сцена. Во изминатите 1 или 2 години најголем дел од својата политичка енергија Мендух Тачи ја води да го уништи или да го оттргне од политичката сцена Руфи Османи и претходно партијата Нимер Салмани. Хендикепот на Мендух Тачи што и во целиот овој изминат период последните 5, 6 или 7 години се уште се наоѓа на црната листа на американците. Најголем политички потенцијал, коалиционен потенцијал, тоа е чудо. Можат со ВМРО, можат со ДУИ, можат со Имер Салмани, можат со Руфи Османи, можат со Мендух Тачи ако се договорат да го турнат во политички пораз Руфи Османи на градоначалничките избори во година. Значи, овие ДУИ можат со сите, богами, мислам дека и со Тома Николич може да коалицира ако е потребно. Ако е потребно. Па да, гледај, овде во Македонија после таа 2001 се воведе на некој начин, на некој си непишано правило на, да речеме, условно кажано победничката партија кај македонците и победничката партија кај албанците да прави коалиција, што не е ни уставна, не е ни законски, ни устав, не е тоа. Туку е некако си непишано правило кое Тоа е вирус кој ДУИ го има вметнато во македонскиот политички систем. Да, и тоа е погрешно. И опасно. И опасно. Бидејќи на крајот на денот, знаете, ако паралелно одат победник со победник, и ако победникот во македонски дел стимулира меѓуетнички тензии да се окрева рейтингот и победникот во албански дел стимулира меѓуетнички тензии да се окрева рейтингот, на крајот на денот Македонија нема каде да се допре и каде да заеднички да функционира. Затоа велам, значи таквиот вирус што ти го нарече што е во политичкиот систем апсолутно е во штета и на државата и на самите политички партии кои ги прават тие таквите коалиции по основ на победници и победници. Господине Деми, го читавте соопштението о средбата Али Ахмети и Никола Груевски минатиот петок. Да. Значи, штом се враќа Никола Груевски од Америка, 10 дена нели шета тамо, после тоа доктори, медицински сестри, студентки и така натаму, после враќањето се среќа со Али Ахмети и издава соопштение од таа средба која оди преку прес-службата на ВМРО ДПМН. Кога читам соопштението, кога читам филозофијата и духот на тоа соопштение, тоа ми личи како соопштение на премиери на две соседни држави, а не на коалициони партнери. Апсолутно, да, значи тоа соопштение како прво беше заедничко соопштение, значи со логото и на едната и на другата партија, практично малтене токму во тој како да разговараш како да се сретнале двајца премиери или двајца лидери од две различни држави и
нели се согласиле дека По тоа е неколку тоа клучни точки. дека тие работи се битни за државата и така натаму и така натаму. Тоа е токму е тоа затоа што од почеток, да речеме, моја позиција и било дека правењето коалиции по основна етничка основа, односно победникот ваму и победникот таму, кога и тога ќе се покаже како лоша варијанта и сега ја имаме таа приказна. Знаете што мене прва асоциација ми падна? Као да се сретнеле кипарските грци и кипарските турци. И издале соопштење. Значи, јас се извинувам, првата асоциација може би е грешна. Не знам. Првата асоциација им беше тоа. И тоа апсолутно е една многу опасна асоциација, бидејќи едно дел на Кипар е членка на Европската унија, а второ дел на Кипар не е членка. А на иста територија. А се на иста територија и се кипрани со векови. Тоа кога да се случува овде, како еден дел на Македонија да не сака да влезе во ЕУ, други дел да сака да влезе во ЕУ, тие прават некоја влада и во таа влада повторно спроведува две различни политики. Тоа ми беше првата асоциација. Значи, практично токму тоа се доведовме до ситуација каде што тој така наречен вирус или како god да го наречеш, создава проблеми и во политичкиот систем, меѓутоа и во целина за државата, кога има буквално кога имате две различни страни кои имаат со различни концепти, се обидуваш од нив да направиш една влада и на прва прилика пука тоа. И да речеме тие соопштенија од таков тип, проблемот е што брзо го лепа тоа. Има добар лепак. Тој лепак се вика тендер. И тој лепи, што викат, секундарно. Тој е секундарен лепак. Кога жени веше се носа секој секундарен лепак во ташна, кога им се скрши штиклата, одма секундарно да залепат, така и овие два коалициони партнери си имате еден таков лепак, а нешто пукне одма цак, тендер лепак. Да, па гледайте, мислам, ако ја гледате историјата од 2008 до денеска 2012 на коалиционите партнери меѓу ДУИ и ВМРО ДПМН, по основ на политиките и по основ на позициите на различни битни теми, ќе видите дека тоа се многу различни позиции и различни теми. Меѓутоа, тоа одлично функционирало веќе 4 години, без проблем. И претпоставам дека финансискиот аспект е супер лепакот во целава приказна. И добро, ако на политичка сцена се направи таква конструкција, сите против Никола Груевски, или Никола Груевски да биде изолиран заедно со својата коалиција до политичката сцена, кај ќе биде тогаш Али Ахмети? Ќе биде со Никола Груевски или ќе се прогласи за ненадлежен во тој конфликт? Политички условно речено. Доколку се случи, претпоставам, ја лично посакувам да се случи да и македонската и албанската опозиција сето тоа практично на тие избори. Не добиеме датум за преговори, не добиеме, значи влеземе во одредена политичка кризна ситуација. Не може Али Ахмети да се амнестира од фактот ја не сум со Груевски, еве ја се повлеков, па он нека се спасува сам. Меѓутоа таа порака дека Али Ахмети ќе биде на следните избори казнет заради таквите политики во овие 4 години, мора да ја прати опозицијата. Опозицијата таквата порака која ја прати е ако се обедини внатре, прво како албанска и второ по можност заедно со македонската опозиција да се направи еден широк граѓански фронт против оваа влада, односно овој режим, ако велам режим, мислам и на ДУИ и на ВМРО ДПМН. Значи тоа е всушност да ги претворите изборите во референдум. Апсолутно. Дали гласаат за ова Македонија или за некоја поинаква Македонија. Апсолутно. Последните пореки кои беа испратени од таа лидерска средба на Никола Груевски и Али Ахмети после враќањето на Никола Груевски од Америка минатиот петок, мене ме заликува на тие средби на кипарските грци и кипарските турци кои преговарат помеѓу себе, а подоцна сеат во една иста политичка влада која спроведува две политички агенди. Дали ДУИ понатаму е тој некој клjuč за ребусот на политичката разврска во рамки на Република Македонија? Предолго ДУИ многу беневолентно се однесува кон начинот на владење на ВМРО ДПМН, последната фаза веќе ДУИ почнува да ги користи бенефитите од тој начин на владење на ВМРО ДПМН, постојано ги пролонгира тие датуми до кога ќе покажи сврстина во однос на влегувањето или не влегувањето во НАТО, во ЕУ и другите институции. Сега веројатно ќе поминеме така како што ќе поминеме. Ние вечер во петок ќе знаеме каков е резултатот на овој самит на Европската унија, меѓутоа ми се чини дека ДУИ не само што веќе многу комотно се однесува влада со ВМРО ДПМН, туку и помага на ВМРО ДПМН да одредени растурање на разни можности за дестабилизирање на влада. Македонско-албанска предизборна коалиција или посилен притисок во ВМРО ДПМН или
поблиски односи на опозицијата со меѓународната заедница. Ми се чини дека Дуи поприлично одработува за ова влада и дека веќе не може да се говори дека Дуи е заложник во ова влада, туку напротив дека е многу ефикасен и ефективен чинител на таа влада. Има впечаток дека се тие попаметни. Има впечаток дека го возат као тореадор бикот, посилниот коалиционен партнер, дека се поодговорни, дека дури имаат штета за политичкиот рейтинг од својата политичка одговорност. Но што се случува после овој расплет со, тоа се види дека е расплетот на прославата на албанското знаме. Они всушност биле само навредени од односот на ВМРО, инхибирале фрустрација и фактички се однесува на ист начин како да се ВМРО-вска партија, ДПМН-вска партија, со истата иконографија, со истиот речник, со истото растурање на вокабулар на големодржавни концепти, све што беше шуто и рогато меѓу нив даде некоја изјава за обединување на албанците лево-десно, сметајки дека тоа другите народи во околината, кога го правите на нивни грб, ќе го сметаат како најмалку непријатна изјава, а ако се дадени од врвни политичари, како навреда, ајде од деца и ученици и навијачи и така. Тоа се подразбира таа еуфорија. И всушност пред нас искочи Дуи кој е реплика во албанскиот камп на ДПМН. Тоа воопшто не се случајни играчи заедно, дека е тоа всушност Тенџере и Капаче. И на тоа треба да се навикнеме, тоа треба да го прифатиме. Мислам дека они се хранат едни со други. Национализмот на овој етно слеп национализам на ДПМН го нахрани етнонационализмот на Дуи и тоа се види околу законот на бранители. Практично рейтингот на двете партии од катастрофален предлог на ДПМН и на владата, како целина до парламентот, тоа е невозможна една чудна ситуација. Двете коалициони владени партии, наместо да изгубат од катастрофалниот проект, кој претрпе фијаско и веројатно ќе биде напуштен, они двете си го избилдаа собствениот етно рейтинг. И се они тоа таква пинг-понг ситуација може да повтараат. Едните ќе зафатат македонски ковајаги национални, другите албански, они се а седат во иста влада. Губи опозицијата која е посматрач на приказната, ни крива, ни должна во овој случај. Да, дури некаде може да замерите немаше слаба актив, али во овој случај бас се онака посматрачи и искочија јавено од приказната. Тоа е неверојатна динамика на политичкиот систем деформиран на Република Македонија денеска. Политичките пореки кои се спраќаат од Вашингтон и кои се спраќаат од Брисел, посебно после последниот самит на министрите на премиерите на европските држави во Брисел, веројатно треба да се сватат како одредена политичка порака и до Дуи и до Али Ахмети. И сега тука се поставува клучното прашање до кога американците, до кога Брисел и понатаму ќе му даваат бланко подршка на Али Ахмети. Дуи кој се сметаше дека партија формирана од НАТО структурите и која се сметаше секогаш дека треба да биде тој вентил преку кој американците може да имат некое влијание во рамки на владената коалиција, е многу повеќе срасната со ВМРО ДПМН кој што велат колку што со американска администрација. Имате ли еден логичен одговор? Што е тоа што ги тера американците да водат на ваква политика? Па гледайте, таа америчка политика е израз на нивниот намален интерес за регионот генерално, за Македонија посебно. Од друга страна, они не се заинтересирани во менување на политичката сцена, во смисла на ангажирање околу дизајнирање на проектот, затоа што на крајот на криштата велат вие ги гласате овие. Како што гледате од анкетите, колку и да се амерички и неамерички, имате тука тренд на перманентна поддршка на етнонационализмот кај македонците. Не велат ние преку тоа, веројатно размислуваат, не можеме со сила нешто правиме. Тие луѓе гласаат за овие, нека ги јадат последиците од таа приказна и тоа е оставање малку на одење низ вода. До крај да се лупнете за да некако научите нешто. Не можете да научите вие само со тоа што другите ви ги држат вашите раце и ви ги влечат потезите. И тоа е малку опасно за нас. Ние ако акнеме доле, ние сме мултикултурна земја, ние пукаме по шавови етнички, не пукаме по други шавови. Ќе видиме до каде е тоа доле. Ние сега се уште одиме негде дното го пипаме, али не е докрај јасно. Калливо е, меко е дното. Да видиме каде е тврдото дно, каде после кое инцидентите може да предизвикаат дестабилизација сериозна. Име два народи, значи или две етнички групации во Македонија кои се научени низ историјата да го има тој синдром на жртви, тој македонскиот и тој албанскиот народ. Значи ние постојано сме жртви на нечија политика, меѓународна, заговори,
на одредени непринципелни коалиции, така натаму и така натаму. И генерации на македонци се на некој начин образовани и формирани врз база на тој синдром на жртва. Од друга страна ги имате исто албанците, жртва на Ранкови, жртва на Србија, жртва на македонски национализам, жртва на све живо и диво што може да постои на Балканот. Еднаш ги имате Али Ахмет и Никола Груевски, кои се персонификации на тој синдром на жртви кај македонците и албанците. И тие перфектно функционираат. И успеа од тој синдром на жртви да направат во еден краток временски период од своите електорати, победници можеби во една небитна, победници можеби во една опасна, победници можеби во една штетна политика, меѓутоа сепак се чувствуваат победници. Не влагаме со скршена кичма во НАТО, 100 години прослава на албанска држава и така натаму и така натаму. И тие два играчи кои по ниедна логика не би можеле да бидат во иста влада, денес функционираат ко петок и сабота во таа влада. Има тука една битна разлика. Албанците имаат излез од таа приказна. Кај ни функционираат двете поголеми мејнстрим матрици во регионот. Тоа е Албанија како една конфликтна или просперитетна држава во основа и она која може да го абсорбира волунтаризмот и авантуризмот и екзибициите на Бериша, и Косово, која абсорбира голема енергија од америчката и меѓународна заедница околу патот на независност, и тие формираат две големи реки. Македонските албанци секогаш имаат во таа смисла репер за излез. Од друга страна, половина од Македонија која гласа за, или помалку од половина за Груевски, ние сме сами. Ние немаме опција во таа смисла, друга, и во таа ние би можеле да бидеме посериозни губитници од таа приказна ако се распадне, таа приказна ако влезе во криза. Ние сме губитници, не албанците. И тука нема еднаквост. Далеку во подобра позиција Али Ахмети, глумејќи дури да е близнак со Груевски, утре менувајќи му страната комплет, он има опција во таа приказна. Има поголем коалиционен потенцијал. Имам коалиционен, дефинитивно има изгледи за други политички опции кои можат и на него да влијаат и он да влијае на нив. Нашиве се во комплетен нагол. Тоа е многу опасна варијанта, една губитничка суштински варијанта, од кој партијата смета дека не е губитничка, додека партиски таа профитира. И она не може да ја види перспективата на рушење на државата, затоа што партиски го одржува рейтингот. И тука има една оптика која за мене мислам дека е она суштинско слепило кое не води во криза. Дали недобивањето на датум за преговори со Европската Унија може да предизвика одредена политичка криза и тоа да предизвика подоцна предвремени парламентарни избори? На таа тема ние разговараме со Арсим Зеколи. Некаде пред пола година, јас имав одредена емисија кај што прв пат анализирав тезата дека ќе доаѓаат одредени сигнали од сите соседни држави, дека тие соседни држави се охрабрени од одредени поголеми европски или прекоокеански држави да ги заоструваат своите барања во однос на Македонија. Тоа 6 месеци подоцна се случува на овој самит пред неколку дена во Брисел, тоа најмногу дојде до израз. Знаете, има едно непишано правило и во политиката и во дипломатијата. Не е секогаш важно што се случува денеска, туку она што се случува, што се има случувано пред 6 месеци или 6 месеци од денеска. Значи, кога се земат одлуките и тие се имплементираат. Така да, ако погледаме наназад во оваа година, имаше некои чудни раздвижувања во регионот, посети, договори, па дури и она што не се случуваше, например, не се случува посети во нашата земја, да кажеме, од високи американски представници, од високи европски представници, кои на некој тивок начин ја заобиколуваат нашата земја и ние тоа го сметаме како наш успех, бидејќи наводно ние немаме проблеми, па нема потреба да доаѓаат. Некаде уште 2007 година првпат дојде таа флоскула добрососедски односи. Тоа ја пренесе Викторија Нуланд, тогаш амбасадор на Америка во НАТО, во Брисел, или како велат гувернер на Америка во Европа, и значи таа 2007 година веќе таа флоскула почнува да се врти во сите овие препораки до Република Македонија и во последно време не само Грција, туку одредени политички барања почна да поставува Бугарија, очекувам дека тоа може да го прави Албанија, евентуално подоцна и Србија, така што обрачот околу Македонија веќе не го прави само Грција. Тоа прашање уште од почетокот зародеше на земјата, поставуваше на други начини. Се сеќавате на таа филозофија дека Македонија е јагне опружена со 4 волци. Ако предолго и премногу ја форсирате таа идеја, таа ќе се претвори во
само предскажано проклетство кој ќе се случи еден ден. Пред 3 дена имаше средба на лидерско ниво во Бугарија. Плевнелиев и Бојко Борисов, што на некој начин личи на таа лидерска средба која имаат направено грчките политички партии некаде пред 20 години, кога се направени тие црвени линии кои тие ги почитат во преговорите со Македонија, и Плевнелиев и Бојко Борисов заземале заеднички став дека не треба да се гласа за добивање кандидатски статус за Македонија, односно датум за преговори. Во исто време, бугарскиот министар за надворешни работи, господинот Младенов, се залага Србија да добие датум за преговори. Иако, да бидеме фери и искрени, бугарите исто имале територијални претензии кон еден дел на Јужна Србија, тама некаде од Димитровград па доле до Сурдулица, до Врање. Ние со право може да се да кажеме дека сме оштетена страна во оваа ситуација. Може да кажеме дека е правдата и правдината на наша страна. Но во исто време ние сме само една од стотици мали земји кои имаат осетено неправда на своите плеки. И во рамките на таа Европска Унија има, да кажеме, доволно број земји кои имаат понесено речиси поднета таква жртва како и ние. Но мора да го проголтат тоа за да направат еден чекор, да се жртвуваат или направат да замижат пред некои факти за поради некоја поголема слика. Филе беше брутален на пресконференцијата. Значи, такво едно студенило во неговите изјави не сум слушнал одамна. Мислам дека таква груба изјава даде последен пат кога како министер за надворешни работи на Чешка дојде во Македонија. Тоа беше после самитот на НАТО во Букуреш, кога ние не добивме кандидатски статус или кога не бевме примени како членка во рамки на НАТО, и тогаш кажа па тоа не е блокада на Грција. Тоа е одлука на сите земји кои се членки на НАТО. Значи пред 2 или пред 3 дена Филе повторно ми личеше на тој Филе кој некаде 2008-2009 година дојде во Скопје и тоа на најбрутален начин ни го каже. Јас Како би се чувствувале вие кога жртвувате дел од својот кредибилитет, подпишувате колумна со премиерот, се залагате во контакти од тоа што ми го кажуваа колеги и во Берлин, и во Париз, и во Софија, и во Атина се направат остапки. И од кога тоа ќе го направите, вашите собеседници од Скопје навлегуваат во ситно политички и етнички игри и караници, која вашата соговорничка на недела дена пред да се одржи самитот во Брисел, решава да иде да одржи предавање во Џон Хопкинс, бидејќи тоа не може да се одложи, но самитот во Европска Унија може да се одложи. И на тој начин вие им праќате на порака на Брисел и на Филе и на сите други. Мислите на тој тарифи? Да. Ова ни е приоритет. Нашиот личен рейтинг, не дури ни партиски, нашиот личен рейтинг, нашата лична можност е поважна од интеграциите на оваа земја. Доколку сум во грешка, поверете нека не демантираат преку факти од последните месеци. Во понеделникот, значи пред 4 дена Тео Тариф има брифинг кај што вели дека е разумен оптимист околу добивањето датум за преговори со Европската Унија. Се извинувам, тие луѓе или не разбират политички пораки кои им се праќаат, или едноставно ја лажат македонската јавност, стварат одредени нереални очекувања и подоцна тие нереални очекувања развиваат одредено многу големо разочарување во македонската и во албанската јавност. Тоа е говор во празно, говор во вакуум, но тоа што за мене и за вас изгледа можеби непринципилно, нелогично, некоректно или за гледачите, за некој изгледа политички или профитабилно целисhodно. Но што после ова е? После ова, например, ние доаѓаме повторно удираме во зид. Можеби не удираме со таа жестина и сила која што беше во Букуреш 2008 година, меѓутоа сепак со едно приближно исто чувство ние се враќаме после ова што беше во Брисел и недобивањето на повторно датум за преговори со Европската Унија, бидејќи сега за прв пат во последните неколку години беа кренати очекувањата дека нешто може да се случи, условен датум, неусловен датум и така натаму и така натаму. Што сега може да се случи? Дали ова значи влез во можни предвремени избори? И каде значи би се позиционирала Али Ахметова на таква политичка ситуација, на една предпоставена можност сите други политички субјекти да бидат свртени против Никола Груевски? Нема да шпекулирам со тоа дали се можни или не се можни избори. Лично сметам дека тие ќе се случат, бидејќи ова ќе бидат едни од последните шанси на кои може да се протнат низ иглени уши овие коалициони партнери. Но ја навистина би сакал да искористам ова може да се прати порака, да се смени концептот и приодот кон Европската Унија. Нешто е лошо во нашата стратегија. Лошото е во тоа... Нешто дефинитивно промашуваме. Ние се уште мислиме дека
го присликуваме односот, меѓупартискиот однос кај нас. Мислиме дека така функционира и надвор. Овие пораки кои дојде од Брисел се поприлично брутални за сите на политичката сцена, посебно за власта во рамки на Република Македонија. Значи, ние веќе сме Скопје, не сме ни Фиром. Второ, сме слабо македонци, да велат дека е грешка, но јас веќе во грешки не верувам. И брутална политичка порака кон Теута Арифи и кон Али Ахмети, значи пуштање низ вода. Ако вие 3 или 4 дена пред тоа кажете дека сте разумен оптимист и сте така полеани со кофа ладна вода, тоа не може да не го сватите како политичка порака. Значи една груба, брутална политичка порака. Значи не према македонската јавност, не према македонскиот народ, бидејќи или албанскиот народ, бидејќи овие луѓе сега во таа своја немок имам чувство дека го земат албанскиот и македонскиот народ кои бомбаши самоубици и ги вртат како реденици околу себе, околу својата половина и сакаат загинувајќи тие политички сони да загини албанскиот и македонскиот народ во Република Македонија. Таа порака повеќе ја сваќам како освестување на Брисел дека дуи не е дел од решението, тоа е веќе долго време дел од проблемот, на ист начин како и ВМРО ДПМН. Ние во изминатите 10, 15 или 20 години бевме навикнати на тврди политички пораки кои доаѓаат од Вашингтон. Дали тоа беше преку на шатал дипломатија на Холбрук или преку некои други дипломати американски, меѓутоа тие пораки грубо ги добивавме и најдобро ги разбиравме, морам да признам, бидејќи ние очигледно суптилни политички пораки не знаеме да разбереме во рамки на Република Македонија. Значи ова недела Брисел испрати веројатно најгруба политичка порака во последните 15 години до Република Македонија. Значи брутално груба политичка порака. И ако таа политичка порака не може да ја разберат Теута Арифи, Никола Груевски, Али Ахмети, а може да ја разбери последниот човек кој живее во Шипковица или не знам некаде во Росоман, тогаш веројатно ние имаме проблем со политичките елити. Пред недела дена можеме да читаме во Економист за полупријатен разговор помеѓу во присуство на госпоѓа баронесата Ештон помеѓу Ивица Дачиć и Хашим Тачи. Во исто време имаме двајца лидери, наши од овдека, кои не се осмелуваат да излезат ниту на едно кафе. Кажете ми, кога вие би било во Брисел и на Вашингтон, кого би почитувале, ценеле и со кого би соработувале? Со првата двојка или со втората? Мислите на Али Ахмети и Никола Груевски? Да. Тие не седнати на кафе во центурот на Скопје, камоли со некои луѓето со кои треба да ги решат проблемите? Јас не би се вознемирил. Пораките кои се доаѓаат од Брисел, колку и да се тврди, добре што зборат со нас. Да не дојдеме во ситуација кога ќе доаѓа повторно господја Клинтон, па може би и сега повторно господја Ештон, па Ромпуи или било кој да шетаат низ регионот, да се среќаат со сите нас, сем со нашата земја. Тоа е најтврдата порака. Да не остават заборавени кој дето од Катран, што веле американците, Македонија дето од Катран некаде пред 20 години. Историјата тече, вие седете си. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Погледнете ги рекламите, се враќаме за неколку минути да одјавиме емисијата. Страста за совршенство не донесе оному каде што се наоѓаме денес. Способноста да се остане на врвот е во нашата умешност на изнаоѓање на неквалитетниот пристап, кој би ги задоволил и непрефинетите вкусови и непробирливите барања. 75 години напредок и иновација, 75 години искуство и традиција, 75 години непрекинат диалог со животот, 75 години посветеност на нашите заложби за градење на подобра иднина за сите. Здравието пред се. Алкалоид Скопје. Размисли уште еднаш. Дали се уште користиш компјутер од минатиот век? Нормално дека не. Тогаш замени ги старите светилки со нови штедливи. Размисли и заштеди. години трговијата е нашиот занет. Идари Нино! Биги Нино! Роди го танцај! За секои 3 рати, една Тојота гратис. Вози
Јарис, Аурис, Авенсис или RAV4 веднаш, а плати на 3 годишни рати, без гаранции, жиранти и камати. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца. И природен витамин С за возрастни. Затоа, за моите најблиски, јас одбрав Ацерола алкалоид. Таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Ова беше емисијата во Центарот со Васко Ефтов, почитувани гледачи. Ние се гледаме идниот петок во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.